зборуваме за изложбата Рурална жена низ објективот. Представени се 19 фотографии, односно 17 животни приказни на руралната жена, со кои што се рушат стереотипите за руралната жена. Доказ е дека таа жена е силна, дека таа жена е моќна, дека е многу креативна. Таа се занимава со земјоделско производство, но во исто време таа е предприемач, таа е медицинско лице, таа е учител и таа е се што ќе посака. На оваа тема разговараме со Леила Курт. Имаме на Skype. Добро утро, Леила. Добро утро и на вас. Вие сте креатор на оваа изложба, па можеме да започнеме со од каде идејата за рурална жена низ објективот? Па вака, идејата е скоро околу година дена, кога шета со својот фотоапарат низ конче и најдов на некои жени кои што се дел од оваа општина, кои што сукаа кори. Тоа е традиционално јадење тука. И една од жените ме замоли да ги фотографирам и ете некаде можеби да ја пратам таа фотографија, да видат луѓето, да види народот со каква традиција, со каква култура они располагат. Па така навечер кога се вратив дома, кога ги разгледува фотографиите, одма ја добив таа идеја и се патив за работа. Лела, руралната жена е столб кој што ја негува традицијата, но во исто време таа е урбана жена, која што може да придонесе за економски, за социјален, за културен развој, се разбира од местото во кое што се наоѓа. И сега, како за вас и кој беше предизвикот за вас и како се рефлектираше вашето преместување, односно селење од град во село? Па вака, предизвикот е голем. На почетокот имав нормално потешкоти да се адаптирам на новата средина, бидејќи сепак се работи за преселба од градска средина во рурална средина, но со поддршка од моето семејство, со поддршка од мојот сопруг, од моето семејство во Скопје, неговите пријатели, моите пријатели, многу брзо се адаптирав, покрај тоа јас тука и се вработив, имам свој живот, имам свој пријатели, имам свој занимации, така да не ми представува веќе никаков проблем, бидејќи постојано сум на релација Скопје-Конче и сметам дека за една жена да успее во животот нема никаква пречка која што може да изастане на патот. Вие сте и еден репрезент дека нема потреба миграцијата да биде од спротивната страна од село во град, дека може да се остане и во родното место и да се придонесе и да се заработува. Кажете ми, пошто се разликува, веќе кога зборуваме на оваа тема, пошто се разликува руралната средина од градската средина? Што ви беше, да речеме, прво како доста чудно од она што сте навикнати да живеете во град? Па вака, руралниот живот е многу поедноставен, порелаксиран. И она што прво кога дојдов тука и видов дека луѓето воопшто не се нервозни. Тоа ми дојде многу чудно, бидејќи знам, растена сум во Скопје 22 години, знам колку е брз животот, колку е напнат секојдневно. И тоа ми беше нешто чудно на прва кога го видов. Покрај тоа, луѓето си помагаат константно. Значи, никогаш не било проблем за работа, за нешто да им се помогне. Никогаш не било проблем да, например, на некој има потреба некоја работа да се заврши на нива, никогаш не биле проблем парите. Секогаш луѓето си помагаат и се тука за вас. И она што најмногу ме радува тука е чистиот воздух, природата и можноста не само да бидеме во рурална средина, туку можам да патувам каде и ќе посакам. Додека бев во Скопје, многу ретко излегував од Скопје за да одам во некој друг град, додека сега патувам постојано, ги запознавам сите градови, сите села, сите места, сите обичаи и многу ми е поинтересно. Си го продолжувате животот, Лела. Фотографиите ви се преубави. Постојано додека зборувате ги гледаме. Изложбата се одржа, ја постигнавте ли визијата и целта со која што и започнавте? Па можам слободно да кажам дека на некој начин почна. Не е постигната, но почна од некаде. Во општина Конче ваков културен настан не постоело до сега. Луѓето се многу среќни, добивам многу позитивни критики
И не само од туку и од луѓе кои што се надвор од државата, кои што потекнуваат од општина Конче и кои што на некој начин сум успеала да ги допрам до срцето. И многу ми е драго што стигнало на некое меѓународно ниво за толку кратко и толку брзо време. Но мислам дека оваа изложба се уште, нели, целта која што има секако ја постигнав, ја реализирав изложбата во Конче, но оваа изложба планирам да биде патувачка и да стигне многу подалеку. Гласот на овие рурални жени сакам да стигне до многу подалеку. Сакам да знаат дека овие жени се силни и мокни и дека можат да постигнат што и ќе посакаат, кога и да посакаат. Значи, може ли, Ела, да те видиме со изложбата во Скопје, ако добро те разбрав, дека сакаш ова изложба и да отпатува и во другите градови? Точно, многу наскоро ова изложба ќе добие своја промоција во Скопје. Тогаш те чекаме во студиото, те чекаме со некои од руралните жени, со која што ќе може да разговараме и повеќе и за низината приказна, може би од помладата генерација кои што ги видовме како дел од твоите фотографии. Ти благодарам за разговорот, посакувам успех понатаму и се разбира вратата ти е отворена, доаѓаш кај нас во Скопје. Ви благодарам многу и на вас.